Стече 3 години се чека одговор за промена на инвеститор на градба со шифра А1.1 во КО Бардовци. Дали се срамиш кога градоначалник или барате витамини за издадете решение? Во општина Карпош никој не чека 3 години, мора да има дебела причина зашто чека 3 години промена инвеститор. Мора да е некој заплеткан случај. Еве јас вордам кај еден од правна служба. Билјана, добро вечер. Дали знаеш за некој физичко лице или правно лице од Бардовци кое што веќе 3 години не може да добие промена на инвеститор? Што е причината зашто не може да се направи промена на инвеститор? Повтори го. Одобрението. Од која година? 2009. До кога треба да изградат? За 10 години. 2019. Да. Колку години изминато од 2019 до 2022? 3 години. Да. И они сака да направат промена на инвеститор. Да. Добро. Зашто не може промена на инвеститор да биде? Затоа што е поминат рокот на одобрението. И зашто сака да го избегнат данок на продажба на недвижност? Па најверојатно да, затоа што она го има купено земјиштето што е изградено. Еве вако уште еднаш да им кажам, тие трикови во друго село да ги продават. Фала ти многу. Рокот за градба поминат 10 години. Значи дозволата автоматски повеќе не ти постои. Ти сега после 10 години земјиштето го менува сопственикот. Земјата е продадена на друг сопственик и тој сопственик вика за да избегне за куќава данок од продажба на имот, ти вика направите ми измени во тек на градба. Ако направиме измени во тек на градба, автоматски нема да плати данок за продажба на недвижен имот. Со тоа ќе оштетиме буџетот на општината и на градот Скопје. А ако некој мисли дека во општина Карпош седат шутраци од правници и не се они единствени што сакаат да го избегнат данокот на продажба на недвижен имот. Што ви реков, мора да постои правна пречка. Значи не ние, тито од гроб да ти стане, не може да ти издаде измена во тек на градба затоа што ти поминале рокот за градба. Господине Дичов, дали знаеш дека само што се само инкриминира за обид за давање на подкуп и за обид за изигрување на законот, со име и презиме?